Да не се губи скапоцено време, треба да се донесат уставните измени и да се спроведат реформите. Ваква порака испрати Узлем Джанел, холандската амбасадорка во земјава на дебатата за национална конвенција за ЕУ во собранието. Изјави дека за Холандија владењето на правото е клучна точка за членство во ЕУ и не е коинциденција што токму со кластерот основи стартуваат и завршуваат преговорите. Порача дека треба да биде јасно дека никој не е над законот. Ајде да не губиме скапоцено време. Времето дојде сега. Ги делиме храбрението од Европската комисија дека овие уставни промени треба се извршат и спроведат, но тоа е навистина важно да се започне спроведувањето на потребните реформи. И словачката амбасадорка Хрицова повика на уставни измени и изјави дека членките одблизу го следат реформскиот процес во земјава. Клучните области како владењето на правото, независните институции и уставните прашања кои што се поврзани со пристапниот процес, не затоа што сте формални барања, туку затоа што овие области се рбетот на секоја стабилна демократија. Уставните процеси и билатералните теми предизвикаа политички тензии, но ниту едно билатерално прашање не смее да стане пречка на патот кон ЕУ, порача собранискиот спикер Гаши. Ова е време за мотивација, а не за притисок, изјави Гаши. Има такви кои ќе го насочат прстот кон працениците, со предпоставка дека тие го блокираат европскиот пат, со тоа што не гласаат за уставните измени. Има други кои вината ќе ја барат кај владата. А првиот опозиционер Филипче порача дека последниот извештај од Брисел е најлошиот досега и дека власта ја кочи државата. Нема да биде единствен услов решавањето на билатералниот проблем со еден од соседите, повеќе како единствен услов да се отпочнат преговорите. Македонија треба да ги засили реформите за судска независност, борба против корупцијата и уставни измени. Ваква порака му испратила и еврокомесарката за проширување Марта Косна, шефот на дипломатијата на последната средба во Брисел, брифираше службено лице од комисијата за ТВ24. Кос порачала и дека мора да има почитување на владење на правото во земјата преку заштита на судскиот интегритет и зајакнување на борбата против корупцијата.